Владина делегација предводена од премиерот Никола Груевски во рамките на престојот во Азија го посети градот Гвангжу во Народна република Кина. Гвангжу е седиште на мултинационалната компанија Weibo, која што одлучи да инвестира во Македонија и да отвори фабрика во северноисточниот район со околу 5000 работни места. Значи се работи за многу силна економски провинција, во која што има многу развиен бизнис, многу компании, многу пари, многу инвеститори и многу можности за инвестирање во Македонија. Беше важно да се сретнеме со властите, бидејќи значајна е нивната подршка, нивната порака. И ми беше задоволство што практично сите теми кои што ги отворив со властите наидоа на добар прием, на подршка и уверување дека ќе ја дадат нивната целосна подршка и сигнал до компаниите да инвестираат во Република Македонија. Со властите се договоривме стручни тимови од двете страни да продолжат да работат на деталите на нашата соработка. Начално сега се даде политичката подршка, а сега потребно е представници од двете страни да ги разработат деталите, да ги прецизираат и да почне нивно спроведување. Вчера во вооружен напад е ранет познатиот скопски адвокат Игнат Панчевски, пренесуваат медиумите. Тој е застрелан со еден куршум во левата подколеница додека бил во својот автомобил. По ранувањето, Панчевски самиот успел да се превезе до градската болница каде побарал лекарска помош. Како можен сторител, оштетениот посочил едно лице, па се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на случајот, велат од МВР. Панчевски е познат како адвокат на семејството на загинатите во авионската несреќа на председателот Борис Трајковски. За денеска се закажани завршните зборови на обвинителството во кои ќе се толкуваат доказите изведени на главниот претрес за судскиот процес Шпиун. Исказ ке даде и првообвинетиот Маријан Ефремов, кој за полицијата е организатор на шпиунската мрежа и кој досега се бранеше со молчење. Првата афера за меѓународна шпиунажа во Македонија резултираше со обвинителен акт против 19 лица. Освен за шпиунажи и оддавање државни тајни, дел од обвинетите се товарат за злосторничко здружување, уцена, изнуда, измама и злоупотреба на службената положба. Демократската обнова на Македонија бара инспекторатот за животна средина да изрече престанок со работа на Макстил веднаш, се до моментот на исполнување и прилагодување на потребните еколошки норми пропишани со закон. Макстил и Југохром, се вели во соопштението од Дом, се двата големи загадувачи што не прифаќаат еколошки диалог и единствените што го пробија рокот за прилагодување. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје ја намали цената на месечниот ученичко-студентски билет за јули и за август од 1050 денари на 620. Сите заинтересирани ученици и студенти месечните билети ќе може да ги набават на билетарниците на ЈСП, информираат од град Скопје. Словенечкиот европратеник Алојз Лојзе Петерле е наследник на грчкиот германец Јоргос Шацимаркакис, начело на заедничкиот мешан комитет на Европскиот парламент и Македонското собрание. Со оглед на тоа што комитетите и подкомитетите во Европарламентот се уште се формираат, наскоро се очекува да биде комплетиран и целиот список од 20 европратеници што ќе бидат дел од мешаниот комитет со Македонија. Како представник на Христијанско-демократската партија Нова Словенија во Европарламентот, Петерле е дел од европските народни партии, чија членка е и владеачката партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН. Ние сме горди на нашето пријателство со Македонија и се гордееме со врските што ги имаме. Посакувам тоа да расте и да се зацврстува и секогаш да ги почитуваме вредностите кои што ги споделуваме, изјави вчера американскиот амбасадор Пол Волерс на приемот во амбасадата на САД по повод 4 јули, денот на независноста на Соединетите американски држави. На прославата присуствуваа председателот на државата Ѓорѓе Иванов, на парламентот Трајко Велјановски, министри во владата, академици, бизнисмени и интелектуалната елита, представници на верските заедници, дипломатскиот кор и други гости. Најмалку 150 проруски сепаратисти и двајца украински војници се убиени во тешките борби во источна Украина. Украинскиот председател Петро Порошенко во понеделникот соопшти дека Киев нема да го продолжи прекинот на огнот, пошто веднаш беше обновено гранатирањето на Донецк и Луганск. Сепаратистите во двете самопрогласени народни републики се надеваат на дополнителна воена поддршка од Москва.
Со два надпревари денеска на светското фудбалско првенство во Бразил започнува четвртфиналната рунда. На легендарниот стадион Маракана во Рио де Жанеиро во првиот четвртфинален дуел ќе истрчаат фудбалерите на Франција и на Германија. Средбата Франција-Германија ќе започне во 18 часот. Во Форталеза пак ќе се игра вториот четвртфинален меч во кој ќе играат Бразил и Колумбија. Средбата ќе започне од 22 часот. Победниците од денешните четвртфинални средби ќе го формираат првиот полуфинален пар на светското првенство, додека вториот ќе биде познат утре вечер, откако своите четвртфинални надпревари ќе ги одиграат Аргентина и Белгија и Холандија, Коста Рика.